Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вчера вечер оствари средба со стечајните работници во Штип. Таа истакна дека сите стечајни работници кои ги исполнуваат условите согласно со законот за стечајни работници веднаш ќе го добијат месечниот паричен надоместок, но додаде има и одреден број стечајци кои не ги исполнуваат условите. Мене ми е многу мило поради тоа што успеавме да го донесеме законот за стечај или така наречениот закон за стечајци, иначе си има убаво долго име, и истиот тој ги содржи сите критериуми кои што ги ветивме на граѓаните и пред изборите. Значи зборот е збор и тоа го покажуваме на дела. Токму денеска сум за да им ги објаснам сите критериуми. Дополнително е важно за сите граѓани дека овој закон е испратен и сега сите оние каде што е чиста ситуацијата, согласно критериумите дадени во закон, веднаш ќе си го остварат правото. Но ние стоиме на располагање како влада целосно да го затвориме прашањето на стечајците. Токму затоа сме спремни по поминувањето на рокот на овој закон да ние донесеме нов закон, втор закон, кој што ќе ги опфати сите, за конечно да го затвориме ова прашање. Министерката за труд и социјална политика детелно ги информираше стечајните работници кои се критериумите со новиот закон за стечајни работници од Сдруженијето УНИТ, благодарност за тоа што законот им оди во прилог. Мора да се благодариме на комплетна владата, на премиерот што ни донесеа предлог закон. Другите што се пропусти ќе се исправат и ќе се земат сите во обзир. Сите работи што треба да ги оствариме. Во Штип на списокот на Сдруженијето УНИТ има евидентирано над 500 стечајни работници кои деновиве ги доставуваат и документите до Центарот за вработување за добивање редовен месечен паричен надоместок до нивно пензионирање.